Кафе-бар, хотел, ресторан Милениум ви представува. Драги наши звезди, добре дојдовте во денешното издание на вашиот омилен, гламурозен и секако фешн магазин. Овие денови ќе ви презентираме неколку информации поврзани со светското првенство, меѓутоа секако не ги забораваме и холивудските звезди и светската мода. Мик Джегер фатен со друга 3 месеци после смртта на Лорен. По нејзината смрт, Джегер не излегуваше во јавност, а неговите пријатели велеа дека пејачот е скршен од болка и тешко се справува со тоа што се случи. Сепак, поминаа само 3 месеци, а Джегер веќе е во прегратките на друга жена, толку од тагувањето по Лорен и неговата голема љубов. Мик беше фатен како се милува со непозната и двојно помлада жена на балконот од еден хотел во Цирих. Прва која реагираше на фотографиите е сестрата на Лорен, Јан Шейн, која изјави дека Лорен била депресивна поради љубовните испади на Мик. Овие фотографии ме тера да се запрашам што всушност размислува и чувствува Мик. Неговите ќерки велат дека се уште му е тешко и не може да се помири со загубата на мојата сестра. Но кога ги гледам овие слики, сваќам дека тој никогаш нема да се промени, изјави Шейн за Мирор. Инаку медиумите истакнаа дека новата девојка на Мик е балерина. На самиот почеток го споменав светското првенство во фудбал, секако за сите љубители на тој спорт имаме повеќе информации поврзани токму со истото. А во следниот прилог неколку информации за грандиозното отварање. Дженифер Лопес и Клаудија Лети буквално го запалија Бразил со нивниот перформанс заедно со Питбул. Имено тие ја представија и официјалната химна на Мондијалот We Are One. Сите беа облечени во боите на Бразил. Дженифер, облечена во зелено, беше навистина секси, додека Клаудија беше облечена во мастило боја, но распали со нејзините бразилски движења кои ги умеат само тамошните девојки. Сепак за изгледот на Питбул имаше навистина смешни коментари, дека ги облекол панталоните на мајка му, бидејќи беа со навистина висок струк, а кратки, тоест панталони, кои би ги облекле жени, а не мажи. Представата на стадионот во Сао Пауло имаше 3 дела посветени на историјата на Бразил. Првиот беше посветен на природата, вториот на народот и последниот на фудбалот. На ово отворање присуствува околу 60.000 гледачи, а имаше пренос во речиси сите земји и светот. И додека J-Lo ги собрала сите пофалби за својот изглед, исто како и бразилската звезда, таа среќа сепак ја немал славниот пејач и продуцент со кубанско потекло. Новата колекција на Ралф Лорен – елегантна, модерна и шик. Убавината на дизајнот на Лорен лежи токму во неговата класична елеганција, а моделите се едноставни, убави и безвременски. Таква и новата ресорт колекција за 2015 година, во која доминира францускиот шик. Струкирани сакоа, линиски корсети, бели панталони со широки ногавици и лежерни беретки оддаваат впечаток како да излегле од насловна на лајфстайл каталог. Колекцијата е надополнета со детали како точкести принтеви, бели наборани околу вратници, кои ги украсуваат фустаните, како они од 50-тите години, пенсил сукњи и туники преку панталони, а има и елементи како кожни јакни, пердови и тесни сукњи во златни бои. Комплетниот резултат е модерна колекција која ја краси едноставност, минимализам и совршена дизајнерска изведба. Фудбалерите и манекенките некако од секогаш се поврзани. Тајната на нивната поврзаност се уште не ја знаеме, меѓутоа во следниот прилог неколку фотографии од најубавите жени и сопруги на фудбалерите кои играат на ова светско првенство. Драги наши, тоа беше се за денешното издание на Звезди. Многу повеќе информации секако во наредното. Вие до тогаш држете се со програмата на ТВ Тера. Чао!